Во живо и гласно. И натаму сте во живо и гласно 21:41 во вторник 14 април, а во наредните минути за младите сега и овде на брановите на Македонското радио Радио Скопје. Мој соговорник е Зизо Љамковски, председател на Сдруженијето за локален развој Акција Плюс Ресен. Господин Љамковски, добар ден. Добар ден, како сте? Одлично, еве, благодарам што сте денеска во живо и гласно со слушателите на Македонското радио Радио Скопје. Можност да проговориме за стартот на проектот зголемување на младинскиот активизам во Ресен. Ајде да ни кажете како тече реализацијата на проектов, дали реализиравте некои од планираните обуки веќе за млади лица? Пред се поздрав до слушателите на вашето радио. Благодарам. Проектот зголемување на младинското учество во Ресен веќе втор месец каде што го реализираме. До сега имаме реализирано два настани. Тоа е првиот за презентација на проектните активности, а вториот ни беше мотивацијски ден каде што младите од Ресен го одржавме на работилница каде ги запознававме со активностите на проектот и ги мотивиравме активно да се вклучат во наредните активности. Овај викенд ни следува и првата работилница за можности и предности на неформалното образование, каде во сабота и во недела младите ќе ги информираме и ќе ги обучуваме како преку неформалното образование да се дообучат, да се дооформат, да ги зајат на нивните знаења и да бидат активни граѓани на локално. Колку млади од Ресен се дел од проектов? Колку се младите заинтересирани да бидат дел од него? Како планирате да ги мобилизирате? Значи, преку мотивацијскиот ден имавме скупно околу 35 млади, што изразија голем интерес да земат учество на наредните активности, а покрај тие 35 млади ќе успеаме да резултираме и други млади од Ресен група, со цел да зголемиме бројката на младите што ќе бидат активни на локална нива. Велите, овој викенд ќе се одржи првата работилница на тема неформално образование. Што натаму планирате да реализирате како активно со оглед на тоа што проектов е предвидено да трае до септември наредната година? Да, значи имаме во рамките на проектот 4 работилници, втората не е за критичко размислување, третата не е стратешко планирање, лобирање за стапување, и четвртата е организирање настани. Покрај овие 4 работилници, ние имаме во план со проектот да реализираме 3 младински иницијативи кои што ќе произлезат од самите млади. Во текот на јуни и јули планираме тие иницијативи да ги проведеме, а додека од септември планираме да организираме една трибуна за важноста од активно учество на младите во процесот на донесување на одлуки на локално ниво, актуализирање на потребата за предлог акционен план за млади и презентација на резултатите од реализираните иницијативи. Како следна активност од план е реализација на 3 работилници за креирање на предлог акционен план и промоција на предлог акционен план за млади пред пошироката јавност. До сега велите 35 млади пројавиле интерес, се надевам дека нема да останете на оваа бројка, туку многу повеќе млади ќе бидат дел од овој проект. Кажете ми, тој младински активизам, како мислите понатаму да течат еве работите околу таа регрутација? Имате проблем или ова првично што го кажувате и не баш младите се заинтересирани да бидат дел од овие работилници? Значи, проблемот
секогаш, но гледаме да ги надминеме, што имаме доста искуство работа со млади на локално ниво. Така да секогаш бараме некои иновативни начини, мотивација на младите, цел да ги заинтересираме да бидат вклучени во нашите активности. Значи, опето ги мотивираме. Кои се тие проблеми кои што најчесто ги тангираат тебе конкретно во Ресен, или кои се барањата на младите најмногу во вашата општина? Имате ли можеби локален младенски совет во рамките на општината, во чии рамки младите би можеле да учествуваат во креирањето на локалната политика? Невработеноста, веруваме, број 1, меѓутоа еве можеби и некои други прашања отвораат младите? Значи, локален совет за млади се формира на почеток, на крајот на минатата година, но за жал се уште не е функционален и нема превземено никакви реализирани никакви активности на локално ниво. Се надеваме дека некои од членовите на тој совет ќе бидат исто активно вклучени, до сега имаме само еден член, но се надеваме дека да ги вклучиме сите членови на тој совет. Како што напоменавте, невработеноста е број 1 младите на локално ниво, исто е кај нас во Ресен, но се надеваме дека подготовката на предлог акционер план за млади, што ќе биде за општина Ресен, нека ќе предвидиме некои мерки и активности каде што ќе ги мотивираме младите сами да бидат да влезат во бизнисот. Да, оно што значи само вработување, нели, да бидат млади предприемачи. Ви благодарам, ви пожелувам убав ден и успешна реализација на проектот зголемување на младинскиот активизам во Ресен. Поздрав. Го слушнавме Зизо Љамковски, председател на Сдруженијето за локален развој Акција Плюс Ресен.